Вести на Канал 8. Добро дојдовте. Општините Кочани и Виница ќе воспостават меѓусебна соработка за решавање на потребите од инспекцијски услуги. Советот на општина Виница даде согласност на иницијативата на градоначалникот Петков да се ангажира градежен инспектор од Кочани. Недостигот од градежен инспектор локалната самоуправа на Виница ќе го решава со користење на услугите од соседните општини. Во тие рамки градоначалникот Миле Петков веќе покрена иницијатива за воспоставување меѓуопштинска соработка со општина Кочани, од каде би се користеле услугите на градежниот инспектор. На последната седница на Советот на општина Виница се разгледуваше ова прашање. При тоа беше констатирано дека се работи за подолгорочен проблем, што општините се принудени да го решаваат со меѓусебно поврзување. Образложение за потребата од ангажирање градежен инспектор од Кочани даде секретарот на општина Виница Гоце Алексов. Бидејќи немаме градежен инспектор, најдовме заеднички јазик со општина Кочани да ни позајмуваат инспектор по градежништво и за тоа мора да донесеме одлука како совет дека можеме да склучиме договор за меѓуопштинска соработка меѓу општина Виница и општина Кочани во делот на инспектор за градежништво. Кубуриме со кадар, не само ние како општина, туку многу општини во Македонија, градежни инспектор е неатрактивен за одредена струка која што е платена повеќе во приватниот сектор. Поради тоа сме принудени да се групираме вака по 2 до 3 општини. Во рамки на соработката меѓу двете општини ќе се склучи договор со кој ќе бидат утврдени видот на работите, висината на надоместокот, времетраењето, условите и другите прашања за работа на градежниот инспектор од Кочани во Виница. Воспоставувањето меѓуопштинска соработка, какво што е користењето услуги од градежен инспектор или за слични потреби, не е новина. Во слична ситуација пред неколку години се најде и општина Кочани, кога беше принудена да соработува со општина Штип. Исто така беше донесена и одлука за меѓуопштинска соработка со општина Пробиштип за одржување на хигиената во туристичкиот центар Пониква. Сепак, таа соработка во практика тогаш не заживеа. По комплетирањето на градежните работи на железничкиот премин кај основниот суд во Кочани, реконструкцијата од понеделник ќе продолжи на преминот кај ветеринарната станица. Поради тоа, дел од улицата Лазар Андонов ќе биде затворена за сообраќај до 23 мај. Јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура ги продолжува градежните работи за реконструкција на железничките премини во Кочани, што почнаа минатиот месец. По целосното отстранување на дотрените делови и обновувањето на железничката опрема на преминот кај основниот суд, направено е и планираното проширување на коловозот на булеварот Никола Карев. Со тоа, одвивањето на сообраќајот сега е побрзо и побезбедно. Модернизацијата на дел од железничката инфраструктура во Кочани ќе продолжи и со планираната реконструкција на преминот на улицата Лазар Андонов кај ветеринарната станица. Поради изведувањето на градежните работи, во периодот од 13 до 23 мај ќе има времена измена на режимот на оваа улица. Сообраќајот на делницата околу железничкиот премин ќе биде целосно затворен. Граѓаните и возачите ќе можат привремено да го користат коловозот што поминува под железничкиот мост и излегува на улицата Глигор Апостолов Гочука и основното училиште Свети Кирил и Методи. При тоа треба да се има предвид дека таму постои физичко ограничување на висината на возилата што можат да поминуваат. Од општина Кочани упатуваат апел до сите учесници да го почитуваат сообраќајниот режим во интерес на зголемување на безбедноста во сообраќајот. Во просториите на библиотеката Искра се одржа општинскиот надпревар млади библиотекари. На сите учесници и ментори беа доделени благодарници за учество и подароци. Околу 10 ученици од основните училишта од Кочани и населбата Оризари беа дел од општинскиот надпревар млади библиотекари. Учесниците решаваат тест кој содржеше 20 прашања поврзани со библиотекарското работење, за што имаа време од 1 час и можност да освојат 100 поени. Целта на надпреварот е да се промовира библиотекарската дејност и да се популаризира читањето на книги меѓу помладите генерации. Прегледувајќи ги тестовите, мислам забележавме дека учениците се има подготвено, се забележа дека имат
доста време посветено на спремање на и подготовка на материјалот, затоа и постигнаа добри резултати. Прво наградениот ќе биде учесник на републичкиот надпревар кој ќе се одржи на 21 мај во Куманово. Овој надпревар, како иницијатор за надпреварот, е Библиотекарското здружение на Македонија, уште почна да се организира од 2000 година, а се со цел популаризација на библиотеките и библиотечната дејност. Спремајќи се за надпреварот, учениците имаа можност да се запознаат преку овој приручник за појавата и историскиот развој на писмото, на говорот и писмото, на појавата на првите ракописни книги, на првите печатени книги, појавата на првите печатници во светот и во Македонија, на библиотеките и исто така развојот и во светот и во Македонија, еден историски развој и на библиотекарството, од самиот почеток па до крајот, до денес, се запознаа и со современите електронски библиотеки, на кој начин се пребарува граѓата во современите библиотеки, како полесно можат да си го најдат материјалот кој што им е потребен. Првото место на општинскиот надпревар го освои Меланија Манасиева, ученичка од основното училиште Свети Кирил и Методи. Втора наградена беше Ана Саздова од училиштето Крсте Петков Мисирков од Оризари и третото место и припадна на осмоодделенката Иларија Цветкова од основното училиште Никола Карев. Јас сум Мелани Манасиева, ученик во училиштето Свети Кирил и Методи Кочани, ученик во 9-2 одделение. Јас многу сум среќна затоа што ја освоив првата награда. Се подготвував околу 1 месец. Веднаш ја прифатив понудата на мојата менторка Катарина Лазаровска, наставник по македонски јазик. Се надевам дека ќе освоиме многу добри резултати на државниот надпревар во Куманово. За наградите одлучуваше тричлена комисија во состав од Маре Анастасова, Магдалена Кочовска-Салтирова и Румена Тодорова. За сите учесници на надпреварот, како и за менторките, библиотеката Искра обезбеди дипломи и подароци. 23-тиот поред републички надпревар млади библиотекари ќе се одржи на 21 мај во Куманово. Фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари почна со реализација на програмските содржини од 11-тиот поред меѓународен фолклорен фестивал Традиционални ѓурѓувденски обичаи, песни и ора. Настаните продолжуваат и предстојниот викенд. Фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари почна со реализација на програмските содржини од 11-тиот поред меѓународен фолклорен фестивал Традиционални ѓурѓовденски обичаи, песни и ора. Првиот ден, односно во Домот на културата во општина Зрновци, се одржа дефиле и фолклорен концерт. Во рамки на фолклорниот фестивал, викендов ќе се одржи богата програма која вклучува фолклорни концерти, дегустација на традиционални јадења, дефиле низ улиците во Оризари и многу други настани. Учесници се повеќе фолклорни ансамбли и културно-уметнички друштва од државата, а гости има од Србија, Босна и Херцеговина, Црнагора и Бугарија. Целта на фестивалот е зачувување и представување на материјалното и духовното богатство околу празникот Ѓурѓовден. Финансиската подршка за реализација на програмските содржини е обезбедена од Министерството за култура, од општините Кочани и Зрновци, како и од бизнис секторот од регионот. Привршуваат првенствата во втората и третата фудбалска лига. Викендов Осогово ќе гостува против Арсими, а Слога 1934 во Берово ќе игра против Малеш. Привршуваат првенствата во втората и третата фудбалска лига, а во предпоследното, односно последното коло екипите од Кочани и Виница ќе гостуваат. Во 29-тото коло Осогово ќе патува во Тетовска Голема Речица на средба со тимот на Арсими. Тоа ќе биде тежок надпревар за гостинската екипа со оглед што домакините се фаворити и се наоѓаат на четвртата позиција на табелата. Жолтосините се во незавидна ситуација да бркаат резултат за да го обезбедат опстанокот во лигата.
така што да останат непоразени е главниот приоритет. Уште поповолен расплет би бил кога би ги освоиле 3 бода. Сепак, играта што екипата од Кочани ја прикажуваше во текот на целата пролетна сезона не влева многу оптимизам дека може да се постигне победа во гости. Особено не против екипа со која Осогово како домаќин играше нерешено на крајот на есенската сезона. Освојувањето на бод би донело известни шанси за задржување на второлигашкиот статус ако се забележи победа во последното коло. Сепак, тоа ќе зависи и од резултатите што во последните 2 кола ќе ги постигне директниот конкурент Каменица Саса. Средбата против Арсими Осогова ќе ја игра в сабота од 17 часот. И во третата фудбалска лига Исток има интересна завршница. Викендов се игра последното коло, во кое Слога 1934 ќе гостува во Берово против предпоследниот Малеш. Без дилеми, виничката екипа е фаворит и се очекува да ги освои 3 бода. Но дали тоа ќе значи и шампионска титула, ќе зависи од средбата меѓу Вардарски и Карбинци. Тимот од Богданци ќе гостува на последно пласираната екипа против која веројатно е дека ќе забележи победа. Со оглед што разликата меѓу првите 2 тима е 2 бода, тоа би значило задржување на бодовната разлика и директен пласман на Вардарски во второлигашкото друштво. Слога пак ќе мора да се задоволи со одигрување бараж со некоја од екипите која се наоѓа на дното на табелата во втората лига. Средбата во Берово се игра в недела со почеток од 17 часот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.